За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети копани. Во зовриената вода во тенџерето на оган додаваме една лажица зачинка плюс. Ги ставаме пилешките гради да се варат. Шампиньоните ги сечкаме на парчиња. Ги миксаме во блендер. Чешнето лук ситно го сечкаме. Ситно го сечкаме и макдоносот. Во тенџере на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот лук. Ги додаваме измиксаните шампиньони. Посолуваме. Додаваме зачинка плюс. Потоа додаваме орегано. Го додаваме и сечканиот макдонос. Промешуваме. На копаните им ги отстрануваме коските. Месото го засекуваме за да добиеме рамна површина. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Премачкуваме со сенф. Потоа ги превиткуваме копаните на половина за да ги впијат зачините. Сварените пилешки гради ги сечкаме на парчиња. Ги миксаме во блендер. Измиксаното месо го додаваме во тенџерето на оган. Потоа го додаваме и преостанатиот сенф. Промешуваме. Го тргаме тенџерето од оган. Јајцето го кршиме и ја делиме жолчката од белката. Ја оставаме белката во садна страна. Жолчката ја додаваме во тенџерето со филот. Додаваме и една лажица лебни трошки. Промешуваме. Го отвораме првото парче пилешки копан, врз месото нанесуваме од филот, го преклопуваме на половина, го зацврстуваме со чепкалки. На ист начин ги полниме и преостанатите копани. Ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Откако ќе поруменат, ги вадиме копаните од тавата. Ги ставаме во керамичка тава. Во тавата го налеваме белото вино. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 210 степени. Ги вадиме полнетите копани од тавата. Ги отстрануваме чепкалките. На едниот крај на чинијата за сервирање ги сервираме парчињата претходно обарени компири и боранија. Полнетите копани ги сечеме на половина. Скалесто ги сервираме на чинијата. Украсуваме со 2 круга црвена пиперка, 2 круга лимон и 2 гранчиња француски макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 100 минути. Добар апетит!